Здравствениот систем во лер, речиси целиот сектор изразува незадоволство од условите, платите и односот на државата кон нив. Последен во низата проблеми е тоа што независниот синдикат обелоденува дека дел од здравствените работници кои што требало да добијат покачен минималец, всушност добиле плата по старата пресметка. Во април за март, што ја примија платата, минималецот е постаро исплатен. Значи не е она што излезе во службен весник 22.596, него по 21.175. Меѓутоа, наредниве денови од понеделник, реакција од наша страна ќе има, а таа реакција можам да кажам дека по барање на вработените од здравство, од геријатрија поточно, е во негативна насока не само за владата, него и за самите граѓани. Ќе нема каде да се лечат, затоа што медицинските сестри, докторите, негователките, сите ќе излезат на протест. Проблемите на договорците не застануваат тука, иако помпезно се најавуваше решавање на статусот на 1117 здравствени работници, пред некој ден добија нова честитка. Конкурсите за нивно трајно вработување биле поништени. За ова предупреди техничката заменик министерка за финансии Елена Петрова, дека во државната каса нема пари за трајно вработување на овие лица. Таа посредбата со синдикатот соопшти дека поднела и представка до Државната комисија за спречување корупција. Синдикатите остро реагираат дека здравствените работници се изманипулирани токму со договорите на дело и бараат да се укине таквиот механизам. Ако го надминат лимитот што им е одобрен на минималците од 220.000, мислам дека е, секоја сума што е над 220.000, они треба да плаќаат 40% од платата нивна за да може да, доколку се нормално осигурени преку некој друг. За кој пари они ќе работат тоа? Значи не го земаат ни минималецот, ако одиме по таа логика некоја си. Затоа ние баравме. И овие барања се уште постојат од наша страна. Јас верувам дека од понеделник ќе се затворат многу здравствени установи. Не само во Скопје, него и надвор од Скопје. Утре во генерален штрајк влегуваат и приватните специјализанти. Тие бараат покачување на платите, оти не можат да преживеат со оние 26.000 кои сега ги земаат. Ваквиот чекор го преземаат, откако власта не им исполна ниту едно барање од претходниот предупредувачки протест, иако им беше ветено.